Кредитите месечно подјадуваат најмалку по 1/10 од платите. Сите оние кои се задолжиле кај банките, месецот го стартуваат со финансиски минус на личните доходи од 2000 до 3000 денари. Оваа сума за оние со просечна или плата поголема од просечната е околу 10% од примањата, но за оние со помали плати, ратата за кредит е околу 30%. Тоа е сериозен процент, па неминовно е прашањето, дали задолжувањето е неминовно? Без кредит не бива, тешко конфекциите. Ако има дечиња, ученици, еве сите се по храна, по чаршката. Без кредит? Да. Не е можно. Зошто? Па, спрема времењата, спрема цените, без кредит не можеш да земеш ништо. Оно што загрижува е што опаќа бројот на стамбени или автомобилски кредити, па сега поголем е бројот на луѓе кои во долгови влегуваат едноставно, бидејќи поинаку не можат да го поминат месецот. А се живее ли живот без кредити? Па кумај целиот народ е под кредити сега. Се е под кредити дека. За да обстанат, па има како. Има. Со мали платечи кон пенсионерите, например, мора да вадат по нешто кредитче, тоа за дома што го земат. Но токму овој вид на задолжување и големиот процент од плата што се дава за рата, за стандардот на народот не зборува добро. Многу битно е овде не само задолжувањето, туку фактот дека тие имаат ниски примања, бидејќи не е проблемот дали 30 или 25% од примањата ќе им одат за храна, ќе земаат кредит за храна. Битно е дека тие им се ниски примањата. Проблемот е како да се надмине нискиот стандард, како да луѓето со својот труд, со својата работа заработуваат приходи кои што ќе ми овозможат да живеат нормално. Лошо во целата ситуација е што корона кризата уште посилно удира врз стандардот на народот. Па во периодот што следи, сиромашни и задолжени најверојатно ќе има уште повеќе.